По повод Денот на Народното востание, Институтот за стратешки истражувања и едукација вчера во Скопје ја промовираше Монументал МК, нова туристичка рута за споменици и бруталистичка архитектура. На настанот беа представени нов туристички водич и бесплатна мобилна апликација на 5 јазици, веб-сајт и промотивни сувенири. Оваа тура опфаќа 30 локации во Скопје и другите градови, меѓу кои и Тетово. Представникот на проектот Мишо Докмановиќ потенцираше дека Монументал МК е инспирирана од зголемениот интерес на странските туристи за заборавеното споменично и архитектонско наследство од социјалистичкиот период. Развивме една тура која што опфаќа околу 30 локации во главниот град Скопје и низ Македонија. При тоа се водевме од неколку клучни работи, значи сакавме да одбереме локации кои што се погодни и се наоѓаат во близина на главниот автопат А1, така да ги прави тоа идеално место за попатна пауза и сакавме, доколку околностите не се случаат, да ги привлечеме нормално странските туристи кои што во голем обем поминуваат низ Македонија како транзитни туристи. Меѓутоа ова година се случи тоа што се случи. Ние едноставно се обидуваме сега да ги популаризираме локациите, значи подготвивме 5 водичи на македонски, албански, германски, англиски, српско-хрватски јазик, понатаму мобилна апликација Монументал МК која е бесплатно достапна за превземање на главните провајдери. Исто така размивме сувенири за промоција на турата. Тетово е представено во туристичкиот водич на страниците 85 и 86 со споменикот Победа, познат кај народот како споменик на револуцијата. За изградбата на споменикот бил објавен конкурс на кој победи идејно решение на Борка Аврамова. Споменикот е изграден во 1961 година и бил поставен пред тогашната зграда на општина Тетово. Во 1965 година оваа зграда е урната, а на нејзино место е изграден Домот на култура, се наведува во водичот. Овој настан се реализираше во рамките на проектот Споменици и бруталистичка архитектура во Северна Македонија, поттикнување на туристичката промоција за поддршка на локалниот развој, имплементиран од страна на Институтот за стратешки истражувања и едукација. Проектот е финансиран од грант на Проектот за развој и промоција на туризмот на Регионалниот совет за соработка и Европската унија, во обид да се придонесе за растот и конкуренцијата на 6 економии од Западен Балкан преку поддршка за развојот и промоција на заедничката регионална, културна и алтернативна понуда.